Тетово во 2022 година ќе добие пречистителна станица за отпадни води, кои сега директно без стандарди завршуваат во Вардар. Вредноста на проектот кој ќе се гради со средства од ИПАРД програмата е 30 милиони евра. Станицата ќе се гради во близина на село Фалише. На некој начин ќе покажеме одговорности према регионот, бидејќи оваа вода ќе оди и во Грција, така да ќе станеме кредибилен партнер на континентот во заштита на животната средина, но најважно на граѓаните кои што живеат во околината. Со реализација на овој проект треба да добиеме чиста река, но само датарот на село Фалише. На само 500 метри подолу од локацијата каде ќе се гради станицата, индустријската вода од неколку компании директно се спушта во реката Вардар, загадувајќи ја водата. Таму со голо око се гледа како драстично се заматува водата. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи, која воедно и председател на Центарот за полошки плански регион, вели дека инспекцијските служби во рамки на својата општина треба да го контролираат теренот. Во иднина се планира сите општини заеднички да настапат, за во целиот регион да се изградат филтер станици, кои би ги прочистиле сите загадени води пред да се испуштат во реката. Сметам дека е многу важно секоја општина да направи една визија во врска со ова. Нормално дека ние како регион сме дале предност на третирањето и на депонијата на Русино, што е еден исто така многу ургентен проблем, но сметам дека по овој пример, како што е овој, апсолутно можеме да помогнеме и да се здружиме, да и на општините со помали капацитети да им помогнеме да развиваат вакви проекти, со што фондови после тоа може да се најдат. Знаете, за да можете да стигнете, например, до оваа фаза, морате да работите проект документација комплетна, да дадете дозволи за градба, се тоа да ви биде комплетирано, за да може, значи, да станете eligible за средствата од Европската унија. Representing the Norwegian embassy, I would like to thank the organizer. Да се заблагодарам за можноста јас да кажам неколку збора на господјата градоначалник и на министерот. Импресивно е ова што го гледаме овде. Морам да кажам дека и Норвешка до пред извесен број децении се наоѓаше во слична состојба, но еве сега можеме да се пофалиме со фактот дека имаме повеќе од 2700 пречистителни станици за отпадни води во нашата држава, од кои што бенефити имаат секако граѓаните пред се, но и животната средина. Таква ќе биде ситуацијата и овде во Северна Македонија со реализацијата на овој проект. Сакам уште еднаш мојата благодарност да упатам до сите релевантни чинители. Филтер станицата кај Тетовско Фалише ќе се гради на локација на поранешна дива депонија, која сега се расчистува со пари од норвешката влада. Според Алијансата за албанците, отпадот според договорот кој општината го склучила со УНОПС Норвешка требало да заврши во скопската депонија Дрисла, а сега истиот се расфрлува низ полошките полиња. На овој начин се злоупотребуваат парите од УНОПС. Проектот се организира од УНОПС Норвешка и сега освен наблюдувачот имаме и комисија составена од 5 члена кои го инспектираат овој проект. Нивна грижа се одобрените 3 милиони евра во горенаведената локација се за остварување на отпадоците кои треба да завршат во депонијата Дрисла. За жал, нашите информации зборуваат дека отпадоците завршуваат во дупките кои се отварат во полшките полиња. Заради тоа, офрлањето на отпадот на овие дупки не се плаќа како во депонијата Дрисла. Рече Алтри Мамути од Алијансата за албанците. Од општина Тетово не сакаат да го коментираат случајот. Велат дека се што имале да кажале на настанот каде била најавена изградбата на филтер станицата кај Тетовско Фалише. Општина Гостивар преку јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец ја проширува канализационата мрежа во повеќе села. Во село Чајле се работи на канализациона мрежа со вкупна должина од 3022 метри, каде што по завршувањето на работите сите домаќинства од селото ќе имаат пристап до канализација. Пред завршување се работите за изградба на канализација во село Горна Бањица, во должина од 3199 метри, со што ова село кое досега воопшто немаше канализација, целото ќе биде опфатено со канализациона мрежа.
Од друга страна продолжуваат работите за изградба на канализација во село Беловиште, а деновиве започна изградбата на канализација во делот на селбата Бањешница, во должина од 180 метри. По завршување на изградбата на канализационата мрежа во село Здуње, во теке доведувањето во првобитна состојба, односно се асфалтираат оштетените делови од улиците при изградба на градежните работи. Ова подразбира дека околу 10% од населението на општина Гостивар, кои досега не биле приклучени на канализациона мрежа, веќе се или наскоро ќе бидат приклучени. Планираме во блиска иднина да продолжи проширувањето на канализационата мрежа и во неколку околни населени места, каде нема канализација во одредени делови, како што е случајот во село Равен, како и во неколку градски населби, каде што недостасува канализација во неколку улички, вели Исак Лазами, директор на јавното претпријатие Комуналец. Ова претпријатие моментално работи на инсталација на нова водоводна линија во село Чајле, во должина од 450 метри. Предпладнево околу 11 часот и 20 минути тетовските пожарникари добиле повик дека гори куќа во Тетовски Челопек. Оттаму велат дека пожарот е локализиран за околу 2 часа и избегната поголема трагедија. Од страна на многу жители од село Долни Челопек, општина Брвеница, во територијалната противпожарна единица Тетово ми пријавија дека има појавен пожар у една куќа во тоа село. Значи, од наша страна се преземени сите неопходни мерки, значи, за што побрзо да стигнеме на лице место и да спречиме тој пожар, значи да не ги оставиме пламените јазици да се прошират. Тргнато е со 3 противпожарни возила и 7 пожарникари кои интервениравме тамо, значи пожарот за кратко време беше локализиран и не се остави да се прошири кон други објекти, бидејќи постоеше опасност да се зафатат уште 4-5 објекти, па и повише. Значи, со нашата интервенција спречивме пламените јазици да не се прошират. Среќа ова несреќа, да кажем дека, повредени нема, но е направена, мислим, од пожарот, значи правење идеја како тоа да се има добро примамлив текст за читање. Денеска можете да читате се, јас верувам дека граѓаните можат јасно да оценат што е што. Секако, ако нешто се случило, да некој со некого контактирал или слично, тоа можете и вие самите да го утврдите во постапката, ќе и прашате соодветните луѓе на кои што тоа се номинира. Една е Катица Јанева, секако можете некој од тие дипломати кои што ги спомнува таму или поранешни дипломати, еве мене ме прашавте, јас кажувам дека не е точно и слично, но на крајот и јавното обвинителство рече дека е отидено во нејзиниот дом, е земен само телефонот, не е правен претрес, за да видат дали постои конекција, односно докази за нејзина инволвираност или соучесништво со правоосомничениот, или е навистина само злоупотребена во оваа работа. Јас и реков и така очекувам, верувам и граѓаните очекуваат, кога се работи за вака поставени личности, за кои што јавноста негува поголема заинтересираност од вообичаено, тогаш јавното обвинителство секако е должно да информира и да даде информации дали се работи за злоупотреба или употреба на Катица Јанева во целиот овој процес, согласно доказите со кои што располагаат. Да, се обратиле бизнисмени кои што не се од Скопје до мене за ова работа, дека биле оценувани. И секако се знае како постапува секој граѓанин, така постапува и премиерот. Го пријавил тоа. Европската комисија бара истрагите за илегалните прислушувања да продолжат и покрај оставката на специјалната обвинителка на СЈО Катица Јанева, односно нејзиното поврзување со актуелниот случај Рекет. Сите политички партии во Македонија бараат брзо расчистување на овој случај. Важно сите парламентарни политички партии да продолжат да работат за наоѓање одржливо решение за статусот на специјалното јавно обвинителство.
Европската Унија потсетува дека е важно да се продолжи со воспоставување отчетност за криминалиите што произлегуваат и се поврзани со илегалните прислушувања, се вели во соопштението од Европската комисија. Премиерот Зоран Заев ги соопшти имињата на високите функционери кои ќе ги предложи за разрешување на денешната владина седница, а меѓу нив се и директорите на МЕПСО, ЕСМ и Македонија ПАТ. На денешната пресконференција во владата, тој кажа дека од денеска почнува постапката за разрешување на директори, раководители и членови на надзорни и управни одбори во државните институции и именување на нови луѓе на функциите. За разрешување Заев ќе ги предложи директорот на МЕПСО Сашо Василевски, директорот на Електрани на Северна Македонија Драган Миновски, директорот на Македонија ПАТ Гајур Кадрију, директорката на Клиниката за детски болести Катерина Ставрич, директорката на Драмски театар Викторија Рангелова, директорот на Малмет Чахил Ибраими, директорот на Архив Кирил Петров и директорот на Здравствен дом Скопје Злате Мехмедовиќ, меѓу другите. Летото поради годишните одмори е критичен период за обезбедување резерви на крв и крвни продукти. За да се надминат проблемите во Тетово и во Тетовско, редовно се организираат летни крводарителни акции. Во службата за трансфузиологија при клиничката болница денес се одржа вонредна акција. Денеска 17.7. во службата за трансфузија имаме една вонредна акција за крводарување, бидејќи тоа е план во целата наша република да се земе крв во летниот период, бидејќи школите не работат, универзитетите исто, а потреба за крв секогаш има. Меѓутоа, за да не дојде до некоја ситуација каде што пациентот ќе чека за крв, ние припремаме вакви акции, земаме од дарителите и многу сме им благодарни што ни идат, ги прегледуваме нормално и според можностите им земаме крв. Од службата за трансфузиологија велат дека располагаат со доволно резерви на крв и крвни продукти. Нашата болница за сега имаме доволно количини, сите потреби се задоволуваат, така што нешто алармантно нема. Од сите групи имаме крв, така секој што ќе дојде е добро дојде. Еден апел, зошто треба да се дарува крв? Па нормално дарувањето крв е во прв ред здравје за самиот дарител, меѓутоа од друга страна и тоа алтруистичното што се гледа, со давање крв се помага на сите кои имаат потреба. Крв може да дарува секое здраво лице на возраст над 18 години, но пред се треба да има волја, вели доктор Адеми. Тој што сака да дарува, во прво место е волјата да се дарува, меѓутоа има и некои услови здравствени, почнувајќи од возраста од 18 до 65 години, секој може да дарува, ако е здрав, не пие лекарства, нема хронични болести, така што дарувањето во прв ред е здравје за самиот дарител. Колку крводарители има во Тетово? Еве не мора бројка, ама дали има доволно? Па сме имале порано поиќе, меѓутоа со овие случувања што последно време не идат младите од републикава, се разбира бројот може малку и да опадне. Така. Некој од крводарителите кој што има рекорден број крводарувања, паметите не? Имаме неколку мина, имаме од село Теново еден дарител, над 140 пати дарувал и бил одликуван од председателот на републиката со тројца-четворица од други градови на републиката. Инаку сите заинтересирани потенцијални, но и редовни крводарители, крв може да даруваат секој работен ден во службата за трансфузиологија при клиничката болница во Тетово. Вчера околу 14 часот и 15 минути во Камењане врз основа на судска наредба, полициски службеници на СВР Тетово привеле 21-годишник од село Камењане, осуден на 3-годишна затворска казна за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Тој е спроведен во казнено-поправната установа Тетово за издржување на затворската казна.
И 53-годишник од гостиварското село Градец вчера бил лишен од слобода и приведен во полициската станица Гостивар, поради тоа што дента околу 14 часот и 15 минути го нарушил јавниот ред и мир со пукање од огнено оружје на свадбена свеченост во Камењане. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 17 часот и 30 минути извршиле претрес во домот и помошните простории на 57-годишник, лоциран на улица Линденска во Тетово. При претресот пронајдена е марихуана, а тој е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 21 часот и 20 минути на улица Борис Кидрич во Тетово запрено е патничко моторно возило Ауди А5 со тетовски регистерски таблици, управувано од 39 годишен тетовец, а во кое се наоѓале и две лица од Тетово на возраст од 18 и 16 години. При преглед на возилото пронајдена е марихуана, дробилка и ризла. Тројцата лишени се од слобода за расчистување на случајот. Ноќеска околу 2 часот и 20 минути при вршење сообраќајна контрола на улица Живко Брајковски во Гостивар било запрено патничко возило Сеат со странски регистерски ознаки, управувано од 55 годишен гостиварец, а кој е направило прекршок. Возачот ги навредувал, омаловажувал и им се заканувал на полициските службеници и потоа самиот се пријавил во полициската станица Гостивар. Во полицискиот билтен на СВР Тетово и две сообраќајни незгоди со повредени велосипедисти. На улица Браќа Миладинови во Тетово вчера околу 14 часот патничко возило Форд Ескорт со тетовски регистерски таблици, управувано од 22 годишен тетовец, удрило во 18 годишен велосипедист и 18 годишен пешак, двајцата од Тетово. Тие со истото возило пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Завчера околу 17 часот на локалниот пат во гостиварското село Градец патничко возило Мерцедес со германски регистерски таблици, управувано од 50 годишник од ова село, удрило во 48 годишен велосипедист и соселанец. Повредениот е пренесен во Тетовската клиничка болница. Во двете незгоди извршен неувид. Секторот за внатрешни работи Тетово го засили полициското присуство и сообраќајно-контролните активности на подрачјето, посебно во Тетово и во Гостивар, а поради зголемениот број на возила деновиве. Со цел непречено и безбедно да се одвива сообраќајот на тетовските и гостиварските улици, но и на регионалните и локалните патишта, се апелира до сите возачи доследно да ги почитуваат сообраќајните знаци и пред се оние кои ја регулираат дозволената брзина, првенството на минување или движењето на пешаците и нивното преминување на улиците. На возачите исто така им се укажува да ги паркираат возилата само и единствено на наменски определените места, а не и на тротоари, во зеленило или пред крстосници, за да не го попречуваат движењето на другите учесници во сообраќајот, посебно во централните градски подрачја. Секторот за внатрешни работи Тетово им советува на возачите целосно да се придржуваат на наредбите на полициските службеници задолжени за регулирање на сообраќајот во така наречените шпицеви, за да се избегнат мешаници на крстосниците и на најфреквентните улици. Полициските службеници на СВР Тетово законски ќе го санкционираат секој прекршок во функција на максимална сообраќајна безбедност на сите учесници, велат од Тетовската полиција. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб ветер од северен правец. Температурата се движеше во интервал од 14 до 28 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Утре не очекува сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност.
Температурите ќе се движат во интервал од 13 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8.